Кога е ХИВ во прашање, важно е секој од нас да го знае својот статус. Со приборот за самотестирање за ХИВ за домашна употреба, може да го дознаете својот статус дома или на кое било друго место каде што се чувствувате сигурни. И тоа за само 20 минути. Во ова видео ќе ви покажам како правилно да го користите приборот за самотестирање за ХИВ за домашна употреба, чекор по чекор. Тестот е потврдено ефективен, прецизен и безбеден за употреба. Пред да почнеме, имајте на ум дека за да добиете точен резултат, тестот треба да го направите најмалку 3 месеци по моментот кога мислите дека можеби сте били изложени на ХИВ. Во спротивно резултатот нема да биде точен. Овој тест не е наменет за вас доколку знаете дека сте ХИВ позитивни, доколку примате терапија за ХИВ или имате помалку од 18 години. И уште нешто. Не јадете и не пиете ништо. И не користете какви било средства за орална хигиена, како паста за заби и средства за плакнење уста, најмалку 30 минути пред тестирањето. Доколку носите протеза или друго забно протетичко средство што ви ги покрива непцата, извадете го. Пред се, најдете некоја тивка и добро осветлена просторија, каде што ќе може да престојувате најмалку 20 на минути. Имајте во близина часовник или поинако мерач на време. Ако користите очило за читање, нека ви бидат при рака, за да може да ги прочитате упатството и резултатот. Во кутијата ќе го најдете приборот за самотестирање за ХИВ, заедно со упатството за употреба. Во неј ќе најдете една информативна брошура, кондоми и лубрикант. Отворете го пакувањето и внимателно прочитајте го придружното упатство. Упатството е достапно на англиски и на македонски јазик. Важно е да го следите внимателно, за да добиете точен резултат. Приборот за самотестирање за ХИВ за домашна употреба содржи стапче за тестирање, епруветка со течност и држач за епруветката. Извадете епруветката од нејзиното пакување. Бидете внимателни, затоа што содржи течност на дното. Нежно отстранете окапачето, движејќи го палецот од долу нагоре. Не обидувајте се да го одвртите. Доколку се истори течноста, фрлете го тестот и земете нов. Поставете епруветката врз држач. Потоа, извадете го стапчето од неговото пакување. Внимавајте да не го допрете перничето што се наоѓа на врвот на стапчето. Перничето цврсто истрите го околу непцата. Поминете еднаш околу горните непца, па еднаш околу долните. Не триите ги повеќе пати, бидејќи така е можно тестот да даде неточен резултат. Може да ја користите која било страна од перничето. Со перничето надолу, метнете го стапчето во епруветката до самото дно. Прозорчето од кое ќе го прочитате резултатот треба да биде свртено кон вас. Почекајте 20 минути пред да го прочитате резултатот. Резултатот е важечки меѓу 20-тата и 40-тата минута од тестирањето. Доколку поминале повеќе од 40 минути, немојте да го читате резултатот. Прозорчето најпрво ќе се обои во црвено неколку минути, без гајле, така треба. Додека чекате да поминат 20 минути, можете да ја прочитате брошурата, се што треба да знаете за самотестирањето за ХИВ. Откако ќе поминат 20 минути, споредете го прозорчето од стапчето со упатството за правилно да го прочитате резултатот. Доколку се појави една цртичка до буквата С, а нема никаква цртичка до буквата Т, тогаш вашиот резултат е негативен. Доколку се појават две цртички, една до буквата С, а друга до буквата Т, дури и вторава да е многу бледа, тогаш е можно да имате ХИВ. Доколку вашиот резултат не изгледа како овие примери, односно доколку не се појави ниту една цртичка, или целото прозорче остане обоено во црвено подолго и не може да се прочита резултатот, тогаш тоа значи дека тестот е неуспешен, па ќе мора повторно да се тестирате. Доколку добивте негативен резултат, но со вашето однесување се изложувате на ризик од ХИВ често или секојдневно, тогаш би требало редовно да се тестирате на секој 3 до 6 месеци. Доколку добивте позитивен резултат, јавете се во советувалиштето за ХИВ при клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби на 078 619 185. Тамошните стручни лица ќе ви пружат психосоцијална поддршка и ќе направат дополнителен тест за да се потврди резултатот. Доколку имате какво било прашање во врска со процесот на самотестирање или пак сакате дополнителна телефонска поддршка од советувач за ХИВ тестирање, јавете се на телефонскиот број наведен во упатството на македонски или пак во младинскиот центар Сакам да знам водно секој работен ден. Откако ќе завршите со тестирањето, извадете го стапчето од епруветката, затворете ја со капачето и фрлете го целиот прибор и пакувањата во нормалниот отпад. Сега го знаете својот ХИВ статус. Тоа е исклучително важно, затоа што грижата за сексуалното и репродуктивното здравје придонесува кон вашето општо здравје.